Премиерот Мицкоски е во посета на Брисел, во период кога повторно се актуализира темата за деблокада на македонските евроинтеграции. Дали гледате индикации дека можеби се отвара простор за исчекор на патот кон Европската Унија или пак станува збор за уште една дипломатска посета? Вака, бидејќи досегашните информации и реакција на премиерот беа дека тој песимист во однос на прифаќање на промените на уставот со внесување на оној дел од македонци кои што се чувствуваат како бугари, мислам дека сепак под притисок тој сака да се објасни, да види дали е можно некоја солуција, да разговара со тие еврократи. Веројатно ќе оди со тезата дека би било добро тој чин да се направи на крајот, кога нашата држава ќе стане членка или пред да стане членка, но може да се констатира дека тој е и дипломатски потез, но и потез кој што сака да се покаже пред јавното мислење дека оваа влада настојува да го реши проблемот. СДСМ тврди дека владата подготвува терен за прифаќање на уставните измени, односно за носење на уставните измени или прифаќање на францускиот предлог. Сметате дека ова можеби политичка пресметка, дел од оние секојдневни политички препукувања меѓу партиите или дека навистина се случува нешто зад затворени врати? Секој договор или тие преговори, било да се пред се тајни, се монопол на извршната власт, односно председателот, зависи од политичкиот систем на државата, и во главном постои обичај да опозицијата, па дури и партнерите во владата не бидат навремено информирани за тоа што се случува, од безброј причини, класифицирани информации и така натаму и така натаму. Сите преговори поминуваат низ најмалку 3 фази, овие тајни преговори. Првата фаза е диагностицирање, сите знаеме што значи тоа. Втората фаза е повеќе формулирање на проблемот, гросо модо и тоа знаеме што е тоа. И третата фаза се деталите, што вели една изрека, ѓаволот е во деталите. Деталите се она што го прават нешто, што им даваат посебен парфем на дипломатијата. Сега прашање е дали за овие детали ќе бидат информирани и опозицијата, бидејќи тоа е прашање од општ национален интерес, или ќе се чека известно време, или ќе се оди на изненадување и така натаму. Како и да е, ова е процес, значи преговарањето е процес, тоа не е момент, како искра, па готово и не текне и заврши. Како ќе оди тој процес, се зависи од умешноста, од модус операнди, односно дали ќе има медиатор, дали ќе помага, дали има расположение од другата страна. Но, едно да ни е јасно, Европската Унија е сериозен механизам и вие не можете да смените тоа што е веќе направено. Има ли Брисел доволно политички интерес за решение за деблокада на преговорите на Македонија или приоритетите на ЕУ се на друго место? Во суштина се соочуваат две концепции околу проширувањето на Европската Унија на Западен Балкан и Украина. Што се однесува до Украина и Молдавија, се работи повеќе за еден геополитички концепт, бидејќи интересот на Европа е геополитички, додека што се однесува за Западен Балкан, се работи за концепцијски аспект на имплементација на договорите од Копенхаген. Значи, тие стрикни наметнати стандарди досега ги исполнуваше Западен Балкан и можеби на известен начин Западниот Балкан плати цена. Сега, што се случува?
Европската унија по војната, по избухнувањето на војната во Украина, 1-2 години после тоа, го напушта овој концепт, не го наметнува на Украина и на Молдавија, туку повеќе оди според своите геополитички интереси. Но да не забораваме дека и Балканот, и Западен Балкан е геополитички интерес, но во помала смисла на зборот, и затоа сметам дека овие две концепции практично ќе одат во синергија и Европската унија бара сега да стане силен актер, бидејќи понастаните во Украина, во Иран, Блискиот исток, улогата на Европската унија значително опада. Ако пример за внатрешни политички подел бие францускиот предлог или преговарачката рамка со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме, колку е важно да се обезбеди домашен политички консензус без разлика дали станува збор за барање гаранции од ЕУ или оние така наречени внатрешни гаранции за кои што се зборува во последно време? Најбитна е визијата на лидерот, на политичарот, бидејќи кога вие се занимавате со такви стратешки прашања од општ национален интерес и кога го убедувате јавното мислење дека ќе направите нешто или ништо нема да попуштите или така натаму, и тогаш кога доаѓате на власт и сега власта и странските влијања и така натаму, ентитети меѓународни ве тераат да нешто направите, тогаш многу тешко ќе го промените за брзо време ставот на јавното мислење. Тоа се покажа и на овие масовни настани што беа по повод Илинден, така што народот бара од политичарот честност и бара отвореност. На 30 септември Европската комисија треба да го усвои објави документот со новите насоки за земјите кандидатки за членство во ЕУ. Истиот ќе треба, зборуваме за реформите на ЕУ кои што се најавуваат, и истиот документ ќе треба да се разгледува идеите на Европскиот совет на масата на лидерите во октомври. Постои ли ризик Македонија трајно да остане во чекалницата на Унијата, имајќи во предвид дека и за градуалната интеграција е повторно потребен старт на преговорите? Доволно е да го решиме овој проблем. Со Бугарија мислам дека работите ќе тргнат понапред. Затоа што прашањето на владење на правото е проблем и во Албанија, и во Србија, и да не зборам Косово, Босна и така натаму, и Црна Гора, но еве и Црна Гора се приближува, така што мислам дека не смее да се испушти ова шанса сега која ни ја придава Европската унија, и треба да се оди храбро, по ризик дури и да изгубите од рейтингот на политичката популарност, но да докажете дека пред се мислите за националните возвишени државни интереси, а не на своите партиски или лични интереси.